Министерке, времето за Славија и во Брисел и во Скопје претпоставам дека заврши. Примени сме во овој процес на НАТО кој што ќе заврши со ратификација во сите парламенти, и така натаму, веројатно негде дека напродат или нешто порано. Што е она што не очекува во оваа година до тој момент кога и формално со право на глас ќе седеме на масата на НАТО, а не сега само како поканета членка со право да дискутира, да кажува мислења, но не и да гласа? Што не чека во оваа година? Оваа година треба да го направиме тоа што го правевме и минатата. А тоа е да не најавуваме нешто што не може да го испорачаме, да ги исполнуваме своите обврски и да си го средуваме сопствениот двор. Што значи тоа? Тоа значи дека во делот на демократските вредности Македонија мора да продуцира добри вести. А тоа да значи дека медиумите во Македонија работат слободно, да значи дека граѓаните не се плашат од владата, туку напротив, власта треба да се плаши од нив, да се покаже дека институциите функционираат и дека владењето на правото е гарантирано. Меѓутоа, исто така, ќе мора да продолжиме по зацртаните реформи во одбраната, кои што минатата година ги почнавме. Не ја добивме поканата во НАТО затоа што само ни веруваа. Туку ја добивме затоа што покажавме дека ја заслужуваме довербата и дека тоа што ќе го земеме како обврска го исполнуваме. Во сите бекграунд брифинзи кои што ги имаме во Брисел, неколкумена високи функционери на НАТО ни потврдекуваат дека меѓу неговите цели кои што им се најважни во однос на Македонија е владењето на правото и реформата на судството. Ќе можеме ли ние тоа да го испорачаме со оглед на сите компликации кои ги имаме во Македонија во наредните 10 месеци? Исполнувањето на тој дел од критериуми НАТО веќе го смета за завршена работа. Затоа ни ја упатија поканата, затоа сме сега земја на масата на НАТО, меѓутоа ќе продолжат да не следат. Мислам дека во делот на владењето на право, на реформите во судството, по-голема и поважна ќе биде лупата на граѓаните отколку на сојузниците. И мислам дека навистина на граѓаните им должиме, не само оваа година, и минатата и следната, да покажеме дека навистина правдата не гледа на тоа кој е, каков е, од која партија доаѓа, дали е богат или сиромашен, дали е заштитен или не е заштитен. Мислам дека е ова повеќе прашање на домашна обврска и долг кон граѓаните, бидејќи да не заборавиме дека главната причина заради тоа што оваа влада доби шанса од граѓаните е за тоа што вети дека правдата ќе функционира. Ќе испорачате ли правда? Убедена сум. Следнава година, тоа значи 2019, меѓу другото НАТО ќе искористи и за својот втор приоритет, а тоа е реформа на безбедносните и разузнавачките служби во безбедносните сектори, тоа значи и во армијата. Ние во наредните 10 месеци се очекува да се капацитираме и на техничко ниво, но и на реформско ниво, во смисла да можеме веќе да почнеме да ги добиваме комуникацијските огромни пакети на НАТО кои што мора да имат степени на доверливости, но и одредени технички аспекти кои мора да ги задоволиме. Ве прашувам, што ќе значи тоа за воените структури, реформата на кадровска во нив? Има ли во македонската армија луѓе кои што ќе мора да се заминат заради тоа што имаат поинакви погледи можеби од евроатлантските аспирации на Македонија, или е тој процес веќе завршен во вашите служби? Според НАТО анализите ова нема да биде крупен проблем за Македонија. Имаше други земји членки кои пристапија претходно, за кои ова прашање беше едно од најчувствителните. Според проценките на Алијансата, ова не е прашање по кое Македонија може да очекува некои непријатни изненадувања. Но во право сте, динамиката на односи и на соработка се менува комплетно. Јас сега пред овој состанок го добив првиот пакет на класифицирана пошта, која што и Македонија мора да ја брани во името на НАТО. Што значи тоа? Тоа значи дека не можеме ние да бидеме најслабата карика, па заради таа карика НАТО безбедносниот систем да не функционира. Вложуваме и во луѓе, вложуваме и во опрема. Реформите во целиот безбедносен сектор ги правиме во соработка со Европската унија и со НАТО партнерите и во принцип првите чекори се многу позитивно оценети. Новиот закон кој што ќе го
преформатира целиот овој безбедносен сектор, ќе значи и нов предизвик за сите нас. Во военото разузнавање ќе имаме соработка, имаме и од некои од земјите членки на Алијансата, но и со НАТО. Јас очекувам дека по тоа прашање ние ќе покажеме добар резултат. Ќе гарантираме безбедносни информации, но и ќе гарантираме дека има луѓе на кои што можат да се потпрат. Заедно со нив тоа ги подразбира и цивилните служби. Сите, практично сите оние кои што се службени лица со овластувања специјални. И тука заедно со НАТО ќе се разбира дека ќе направиме и дополнителна рентген снимка и ќе видиме тие процедури на избор и на контрола да не бидат партиски или персонални, туку да бидат професионални. И тоа е, мислам дека корисно и за нас. Од 2016 година до денес, вкупните определби и одвојувања на земјите членки на НАТО за одбрана се пораснати за 40 милиарди долари. До наредната година таа цифра ќе скокне на 100 милиарди долари екстра од она што до тогаш се одделуваше во буџетите. Ние имаме обврска нашиот буџет да го качиме на 2% од вкупниот буџет во Македонија како буџет за одбрана. Кога предвидувате да успееме со тоа, бидејќи немаме многу години на располагање? Согласно заклучоците на НАТО и ние ги прилагодивме нашите планови. Обврската на сите земји членки на НАТО, за која се согласија пред неколку години, е дека до 2024 одвојувањето од буџетот ќе достигне 2%. И ние кога го правевме нашиот план година по година во стратегискиот одбранбен преглед, буквално тоа го најавивме. Секоја година за 0,2%, тоа значи дека пред 2024 ние ќе исполниме својата обврска. Но тоа, знаете како, и јас не го сваќам како давање пари заради тоа што НАТО бара. Ние имаме систем во кој што армијата е една од најценетите институции. Меѓутоа, во неа многу малку се вложувало. Главниот дел од парите треба да отидат на модернизација на армијата. Тоа се капацитети кои ние ќе ги користиме. Тоа не се капацитети само кои што ќе ги нудиме на НАТО. И во принцип, новата структура на сили ќе треба да биде опремена согласно стандардите на НАТО. Се планира ли промена на димензијата на армијата? Ќе има отпуштање или вработување? Не, армијата сега на хартија, армијата наша има на хартија околу 8000 припадници. Од нив пополнети се 6800. Ние планираме како позиции. Според новата структура, ние ќе имаме армија од околу 6850 припадници. Тоа значи дека некои големи плусеви и минуси нема да ни представуваат проблем, но ќе треба да направиме промена во структурата. И сега ние што направивме? Досега на хартија Македонија имаше буквално прегломазни и непополнети структури. Сега ги стегнуваме, но секој знае што им е задачата. Ги прилагодивме структурите на армијата и на новите предизвици. Воведуваме елементи кои што ќе значат битка со сајбер напади, справување со хибридни закани. Сето тоа нема да се случи преку ноќ, но планот е во следниот 10-годишен период практично да се смени целокупната структура на армијата. Само кратко, не се очекува во наредната година никаква инсталирање на капацитети на НАТО други армии во Македонија. Главно ќе се работи на македонската армија и на македонските инфраструктури, капацитети и така натаму. Да, главниот фокус е ние да бидеме подобри. Целта ќе ни биде оваа година да ги почнеме и процесите на модернизација, особено на единиците на АРМ кои што ги декларираме како НАТО единици. Практично тие да добијат соодветна опрема, тие да добијат соодветна заштита, тие да добијат соодветна механизација. Нема да импровизираме, нема да одиме со наши само идеи, туку буквално го планираме заедно со сојузниците, го планираме заедно со НАТО и тоа може да биде навистина голем успех и за армијата и нејзините капацитети. За прв пат седите официјално на масата каде што на овој НАК, на овој совет на Атлантскиот совет на НАТО ќе се расправа и за мисијата на НАТО во Косово. Кои ќе бидат нашите позиции во однос на можните предизвици кои што, да кажем, решавањето на проблемот помеѓу Србија и Косово може да значи предизвики за Македонија? Ова прашање покажува колку е важно да бидете на масата. И навистина мислам дека е важно тоа што за тема која што е на
50 километри од Скопје, од главниот град наш, ние можеме да кажеме став. Се разбира дека најголемиот дел од овие дискусии ќе останат за затворени врати, но нашиот глас за безбеден Балкан не е само зборување. Она што го истакнуваме и на средбите, и во јавноста, е дека пораката домашна, дека можеме да ги решиме проблемите и да го направиме Балканот по-безбеден, е важен за сите наши соседи. Така што нашиот став ќе биде дека НАТО треба да го продолжи своето присуство на Косово. Тоа влијае позитивно па и на билатералните односи помеѓу Белград и Приштина, меѓутоа влијае позитивно и на Балканот. Сите сме некако поспокојни, знаејќи дека НАТО е тука позициониран и дека соседите се тие кои што први се заинтересирани да се најде решение на овој проблем помеѓу нашите два соседи. Кога сме кај соседите, во морето билатерални средби што ќе ги имате деновиве, значи имате сигурно десетина планирани и така, ќе имате и со грчкиот колега. Ќе разговарате нешто субстанцијално или ќе биде ова протоколарна повеќе средба првпат после овој тип на прием на Македонија во НАТО? Мислам дека средба помеѓу два соседи кои имале толку долго еден отворен спор, отворено прашање, никогаш не е само протоколарна. Мислам дека е важна средбата. Во изминатиот период имавме многу средби на ниво на премиери, на ниво на министри за надворешни работи и во многу други ресори. Во одбрана, заради се разбира политичката коалиција во Грција, немавме. И мислам дека е ова многу важен чекор. Ние имаме соработка во делот на одбраната со Грција, и Сибрик бригадата која што е лоцирана во Грција од следната година ќе биде во Северна Македонија. Имаме луѓе на школување во Грција, имаме честопати заеднички операции, но заради политичкиот проблем сето тоа беше во сенка. Јас се надевам дека од денешната средба ќе испратиме поинаква порака. Дека не го решававме спорот за да продолжиме да се гледаме од двете страни на границата, туку дека го решивме спорот за да покажеме дека и двете земји можат да профитираат од добар сосед. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на поканата.